Именки, збирни именки. Па, 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 па. Здраво, другарчиња. Дали ме препознавате? Јас сум вашиот другар Скокотко. Магичниот Скокотко. Денес решив да се облечам како магионичар и со помош на магија да ви помогнам да се подсетите за именките и да научите за збирните именки. Дали ви се допаѓа мојата магична идеја? Супер! Одлично! Тогаш да почнеме со магичното шоу. Абракадабра, дабрака, дус. Со магијата на Скокотко учењето е лесно и брзо. Кус, 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 кус. Ајде прво да се подсетиме што беа тоа именки. Кој од вас ќе ми каже? Знам дека сите знаете и поради тоа многу сум среќен. Еве ти, другарче, со сини очи и убава насмевка. Раскажи се што знаеш. Така, именки се зборови кои означуваат имиња на лица, предмети и суштества, поими, природни појави и имиња на нешта што ги чувствуваме или замислуваме. Разликуваме општи и собствени именки. Општи именки се оние именки кои означуваат имиња на суштества и предмети од ист вид кои имаат исти или слични особини. Како например, мач, дрво, јагода, пчела, моливче, планета, река, дете, пролет, мисла и многу други. И важно е да знаеш дека тие се пишуваат со почетна мала буква. Собствени именки се оние именки кои означуваат имиња на лица, суштества и географски поими, како например Марко, Трајковски, Скокотко, Шарпланина, името на нашата планета Земја, Македонија и многу други. И за нив важно да знаеш дека се пишуваат со почетна голема буква. Именките уште се делат на конкретни и абстрактни. Конкретни именки се оние именки кои можеме да ги видиме, допреме или слушнеме, како например рака, табла, дошт, галеб, срце, вода, дете, сонце, звезда и многу други. Абстрактните именки се оние именки кои не можеме да ги видиме, допреме или слушнеме, како например мисла, љубов, магија, благодарност, среќа, копнеш, лето, ден, вторник, убавина, небо и многу други.
Кај именките разликуваме род и број. Род. Машки, женски и среден. Примери за машки род. Човек, кревет, конј, цвет. Примери за женски род. Табла, жаба, мајка, песна. Примери за среден род. Дрво, врапче, срце, јаболко. Број. Еднина и множина. Пример за еднина. Човек, свеќе, конј, јаболко, дрво. Примери за множина. Луѓе, свеќиња, коњи, јаболка, дрвја. Има и збирни именки. Збирни именки се оние именки кои означуваат имења на множество од еднородни предмети кои формираат една целина. Другарчиња, сега сигурно се прашувате како да ги препознаете збирните именки. Со мојата магија, чирибу, чириба, многу лесно ќе ги научите и ќе ги препознаете збирните именки. Се што треба да направите е внимателно да го слушнете и запомните мојот трик. Тие се во иднина, а означуваат множество. Збирните именки не може да образуваат множина. Примери: население, пчеларство, свет, членство, народ, угостителство, мебел, администрација. Внимавај, сопствените именки секогаш се во еднина и немаат множина. Тие не можат да бидат збирни именки. Примери: Сара, Водно, Основно училиште Рајко Джезифов, Охридско езеро, Шарко. Другарчиња, дали мислите дека магијата за именките тука завршува? Интересен факт. Чилиш множина, а всушност е еднина. Има именки кои се еднина, а се изговараат во множинска форма. Такви именки се панталони, очила, ножици и други. За да направиш множина од овие именки, треба да го потребиш изразот пара. Пример: 2 пара панталони, 5 пара чевли, 7 пара очила. Хокус, покус, кокоткус. Време е за завршентус. Поздрав, другарчиња, и ви благодарам на вниманието.